Добар ден! Ова е 33-тото издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво, кои се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. И во денешното 33-то издание имаме една успешна жена која својата креативност во филигранството ја преточи во бизнис, спојувајќи ги традицијата и современото. Со нас е Павлина Шикалеска. Павлина ве сметаме за успешна жена, за вешт изработувач на филигрански накид. Од каде вие во оваа дејност? Тоа ве привлече сплет на околности или љубовта кон оваа уметност? Моето име е Павлина Шикалеска, дизајнер и изработувач на накид од сребро и филигранска техника. Значи, љубовта кон оваа дејност е од многу одамна. Најпрвин почнав од хоби да изработувам слики од црмен конец, за подоцна да се дообучам во Скопје во филигранска техника. Сега сум представник на брендот PS Филигри, кој е изложен во нашето ателје во центарот на Охрид и како и во други земји во светов. За мене представува чест што можам да направам кохезија меѓу старото и новото. Значи, во самата филигранска техника се користи сребро рафинирано со чистота 999 и така го изработуваме филигранот. Другиот помодерен накид го изработуваме со сребро 925. Исто така го употребуваме месингот како комбинација меѓу сребро и месинг. И најчесто во филигранската техника тука се камењата кои ги вметнуваме, како што се драги, полудраги камења, кристали и добро е да се спомене нашиот македонски рубин, македонскиот џад, кој е доста познат за ова поднебје, како и за странците кои го бараат овај накид. Да, и на тој начин го афирмирате и во Македонија, за оние што не го знаат, и надвор од Македонија. Од каде црпете инспирација за вашите дела? Значи, инспирацијата е насекаде околу нас. Убавините на самиот град, секојдневието, дали тоа ќе бидат форми геометриски или форми на природата, све она што не обкружува ни дава инспирација. Колку младите, рековте дека вие сте почнале сами, самоиницијативно, со една друга техника, па сте се усовршиле во овој дел во филигранството. Колку младите, или не мора младите, други жени, се заинтересирани да продолжат вековната традиција? Значи, мал е бројот на луѓе кои што сака да ја продолжат вековната традиција. Жалосно, ама најлесно е друга работа да се ова му представува терет на луѓето. Да, веројатно потребен е одреден талент, покрај љубовта да се сака да се направи. Потребен е талент, смиреност, трпение. Кој дел е најтешок? Да се искреира производот, да се стави на хартија како тој ќе изгледа, или самиот процес на изработка до оној финален производ? Значи, лично мене најтежок процес ми е изработката на жица. Тоа започнува од топење на сребро во гранули, негово лиење во калапи и од тие калапи се прави жица со различни големини. Најтешката за работа жица тоа е турата, таа е најтенката жица со која што се прават сите филигрански елементи традиционални за нашиот накид, и таа е до 0,25 мм. Значи, најтешката работа мене ми представува жицата. После тоа, обликувањето, идејата идат сама по себе. До дека да се стигне до финалниот производ. Рековте дека продавате, изложувате уникатни производи. Во што се состои уникатноста на вашите дела? Значи, секој парче накид имат своја приказна и е уникатно само по себе. Нема две исти парчина накид. Дури да сакаме нешто да изработиме, тоа е многу тешко. Дали секој, мислам,
имате постојана поставка, изложбена поставка во вашиот дуќан, во вашето ателје. Дали изложувате и на други места? Дали зборувам и за во нашата држава и во странство? Значи, сиот накид не е изложен во нашево ателје, а исто така имаме за извоз на наш накид во странство, како во САД, Холандија и во Канада. Таму има дел од нашиот накид кој е изложен во тамошни ателјеа. Имате ли некоја сознание кои се купувачи на вашите производи таму, а кои се купувачи, еве, тука сигурно имате согледување во вашиот дуќан, во вашето ателје? Значи, имат различни возрасти. Среќна сум што се повеќе младата популација, значи филигранот се врати некако кај младата популација и не знам, мислам дека со тоа што имаме спојна модерново со филигранството, со традиционалното, то допринесе да и младите го носат овај накид. И се продолжува векот на ова традиционална вештина кај нас. Колку пандемијата влијаеше на работата? Еве, Охрид град на туризмот, странските туристи во изминатите 2 години, речи си ги немаше, нашите доаѓа. Што значеше за вас пандемијата во овој период? Пандемијата влијаеше многу, како во секојдневниот живот, во работата, така во све. За вашиот бизнис? За нашиот бизнис влијаеше многу. Значи, странците ги немаше минатите 2 години, имаше, но во многу мал број. Се надеваме дека ќе заврши и дека ќе се врати туризмот во тоа светло како што и беше. Павлина, дел сте од менторската поддршка на Центарот за управување со промени во проектот за јакнување на женските бизниси по COVID-19. Што значи ова поддршка лично за вашиот бизнис? Веројатно имате сознание и за другите жени предприемачи. Чест ми е што сум дел од оваа програма. Центарот за управување со промени многу ни помогна во овој период на ковид криза. Најпрви на медиумска застапеност, како и во обука, дополнителни обуки и вештини на она што го работиме, значи изработка на накид. Со тие вештини што ги добивме, значи успеавме да внесиме нови модели на накид, нови производи, а со тоа да станеме и поконкурентни на пазарот. Дел од маркетинската поддршка, колку значеше за вас? Многу, реално многу. Да. Кога сме веќе како женски асоциации кои помагаат нели на жени предприемачи, ви спомнала и националната платформа за женско предприемништво. Колку е размената на искуства меѓу жените предприемачи, колку изнаоѓање контакти со други личности кои се важни за вашиот бизнис помагаат во вашата работа? Секако дека помага. Значи, секој искуство е допринес за нашето работење. Така да многу ни беа од помош. Дали вашите потомци, наследници, деца се заинтересирани да ја продолжат вашата работа? Сега за сега се надевам дека се помагаат околу работата, морам да кажам, околу спремањето на материјалот, на жицата, помагаат и се надевам дека ќе не наследат. Кои се плановите за воиднина? Плановите за воиднина се најпрви да заврши секоја криза, да се врати туристичка сезона, а јас да го надоградам моето знаење во уште некоја техника и со тоа да имаме поширока палета на производи и да бидеме поуникатни. Павлина, ви благодарам за разговорот. Се надевам дека овие планови ќе бидат реализирани и дека ќе постигнете успех, уште поголем успех во... Ви благодарам и јас.